Денешната пресконференција во локалната самоуправа на општина Кочани беше искористена за одговор на обвинувањата на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Миле Андонов за тоа од каде се и зашто се потрошени 3 милиони евра, пари собрани од граѓаните. 3 милиони евра што? На вкупен буџет, на даночни приходи, на концесии, на проекти, апсолутно не е јасно кои се тие 3 милиони или вкупните буџети од 2010 до сега. Не е уопште јасно прашањето на што се однесуваат тие 3 милиони евра. Минатата 2012 година врз основа на даночни приходи се собрани 103 милиони денари, додека од продажбата на земјиште 43 милиони денари, истакна Хаджиева и додаде. Како раководител на секторот за финансиски прашања би сакала да го кажам следното. Значи, во последните, почнувајќи од 2010 до 2012 година, можам да кажам дека приходите од даноците на имот, во кои влегуваат сите видови даноци, вклучувајќи ги комуналните такси, зголемени се приходите и еве во бројки јас би сакала да ги прочитам. Значи, 2010 година, како даночни приходи, соберени се 69 милиони 389 илјади денари. 2011 исто даночни приходи се соберени 68 милиони 643 илјади денари и 2012 година, сега тоа ќе се види и со завршната сметка, соберени се 103 милиони и 16 илјади денари како даночни приходи. Друг основ по кој се соберени поголеми приходи во последните 3 години, тоа се капиталните приходи, и тоа најповеќе од продажбата на градежното земјиште, кој го доби општината на управување. Раководителот на секторот за урбанизам на пресконференцијата информираше за трошењето на собраните пари, кои според него најмногу се трошат за 2 програми: општински патишта и улици и уредување на градежно земјиште. Ова 2012 година само во овие 2 програми, каде што се капиталните инвестиции, се потрошени вкупно околу 66 милиона денари. И тоа од програмата за изградба и одржување на локални патишти и улици, за уредување на градежно земјиште за период од 1 јануар до 2012 до 31.12.2012 година се потроши неколку 30 милиона денари.